Професор Љубомир Фрчковски е гостин во студио. Вие бевте лустриран како наредбодател, политичко-идеолошки причини беше образложението. Излегоа и документи во кои ВМРО ДПМН се прислушкувани, тие обвинуваат дека се прислушкувани како политичка партија, како припадници на партија. Може ли кажете кои се критериумите за ова прислушкување? По кој основ биле овие луѓе прислушкувани? Па има, морам да ти кажам дека по некој пат се погаѓа добро кога ќе ги објават списоците. Овој случај беше добро што ги објавија овие луѓе према кои имале применето ОТС мерки, се дека тоа мерки на следење и на прислушување. Може ли да ги извадат сите случаи од ДВК во тој период, тоа илјадници случаи, сите има такви мерки прислушувано. Министри, мислите? Не, кои биле работени од страна на државна безбедност. Да. Они издвоиле некои кои сметаат дека се блиски до нивната партија, затоа ги издвоиле веројатно. Значи, прво да рачистиме тезите, односно документите за кои се издадени наредби за МГ се согласно наредбите за мерките се согласно прописите. Било да се прописите превземени до 1992 година, било да се оригинерно наши после 1992 година, значи новиот закон за МВР и правилникот за работа на службата на државна безбедност. Тоа е едно. Второ, прашањето зошто дури не на членовите на комисијата не им е дадено да ги зирнат досијата на тие луѓе. Значи тие им се покажани на маса, но не им е дадено да ги отворат. Чито Дамјановски даде изјава за нова и рече дека протестирал заради тоа. Туку е направен некој извештај од ДВК кој им е на основа на као сумарен извештај, на основа на кој им е кажано како треба да ги гледаат. И да гласаат. И како да гласаат. Зашто? Затоа што тие луѓе, министрите, во овој случај мене, не ме интересира воопшто дали се членови блиски на некоја политичка партија. Персонално биле работени од службите затоа што биле на врска со странски разузнавачки служби, 1/3 на бугарска, некои се за тероризам, некои се на албанска линија, разузнавачка. Кога би ги отвориле досијата, они би виделе документација за тоа. Значи, разговорите прислушувани, изјавите, например, на еден од нив од Битола, кој го направија после началник, за прекројување на уставниот поредок на Македонија, спојување со Бугарија. Тоа е казниво. Тоа е практично рушење на уставниот поредок. И во таа смисла, тука се, да речеме, за тие 12-15 случаја, вклучени веројатно 150 луѓе, од началници, помошници и подсекретари, во нивното покривање. Значи, обидот да се девастира тој дел од ДВК во тој период е партиско милициски обид, условно кажам, на сегашната партија. Тоа е чин на девастација на службата која стоеше на браникот на независност на Република Македонија. Не можете да ја девастирате од политичко-идеолошки причини, затоа што некои жртви или некои мангупи кои биле покривани, биле членови на таа партија, голема работа. Ниту ви е гајле во врска со тоа. Биле следени, например, има членови кои биле и на СДСМ следени, биле по српска линија покривани, нема врска, тоа што биле членови на партијата, голема работа. Важни се личности, кога би ги отвориле досијата, ви виделе по која линија се они ангажирани, претходно биле ангажирани. Оружје, тероризам, бугарска разузнавачка служба, српска разузнавачка служба, албанска разузнавачка, ги работеле како бавчи тука. И са, ДБК мора да работи. Што мисли? Тогаш, контраразузнавањето беше сериозна служба. Тогаш не беше ко сега да монтира политички процеси на политички противници или убе да го затвара без везе, или да формира ситуација за бизнес. Тогаш работеше на заштита на уставниот поредок. И затоа ние имавме мирна традиција, мирна транзиција. Ние немавме практично ни еден извештај на странска меѓународна агенција, односно State Department, Amnesty International, Human Rights Watch, кај што не обвинува нас за кршење човекови права. Ова што илустрација сега го прави со нас. Ни еден. И зашто има извештај? Ниту имавме извештај за политички монтирани процеси. Они велат била следени политичките партии. Ако биле следени, би биле монтирани политички процеси, била вака финансирана таа партија, би биле процесирани тие акции. Нема ни еден таков кейс. Значи, во таа смита, крајно фер, па доста ни стана главна пријателка, од кога таа исто не обвинуваше дека ги следиме, нив тие се обседнати со тоа дека се следени, јаки. Кога стана министерка, она ги виде тие досија, дека виде дека према ВМРО последно однос има крајно коректен.
дури на линија на она толеранција према овие емиграцијата, посебно нивна, која е на граница на користење на оружје или такви изјави неумерени. Но донатори и потоа станавме многу добри пријатели токму поради тоа. Еден фер однос кон нив, дополнително фер. Значи, службата во тој период, затоа имавме ние велам мирна транзиција. Го бранеше уставниот поредок од насилно негово уривање или конспирации за насилно уривање. Сите случаи кои се изведени, и затоа велам дека е добро што се изведени. Кога ги отворите досијата, ќе видите дека има толкави досијата, па за првиот тој што има досија од преку 1000 страни. Контакти со нивна разузнавачка служба, некои од нив добили бугарски пасоши, кога виделе какви будали се ги вратиле назад. Меѓутоа, се е врска со туѓа разузнавачка служба. Па што треба контраразузнавањето да работи ВМО? Да беше доста Димовска, ја споменувате, велите беше ваша пријателка. Ќе го кажеш или ова, ќе го потврдиш или ова што говорите? Сигурно, бидејќи таа нас не го потврди тоа. Прашањето е кои се прописите? Заради тоа што има обвинување дека станува збор за комунистички законски прописи по кои сте работеле. Видите, тоа се глупави коментари на луѓе кои не знаат или кои монтираат. Имено, првите прописи до 92 се земени согласно Уставот. Во Уставот стоеше ваква одредба во преодните завршни одредби. Се за сите министерства се преземаат прописите од бившата држава во делот во кој не се спротивни на новиот устав. Тоа беше правило. И еден огромен број прописи во сите министерства беа преземени и администрацијата почна да работи по нив, новата. МВР има прв од сите министерства направено нов закон 1992 и сите подзаконски акти, едно десетина ги има, согласно тој нов закон, се наново напишани и објавени во така наречен посебен службен весник за МВР. Службите, прописите за ДБК што се овдека важни, се нови. И линиите по кои за кои јас дадов некоја изјава претходно во мојот со тебе, се нови тие екстремистички линии. Према тоа, работено е согласно прописи. Дури комисијата нема сила да каже дека не е работено согласно прописи. Туку вели дека мотивите по кои овие луѓе се избрани се политички идеолошки. Глупости. Тоа се глупости и затоа ги кријат досиеата, не ги покажуваат, затоа што ќе се види зашто тие луѓе, всушност со кого соработувале тие луѓе од странските разузнавачки служби. Тоа останува ние сега да си го моабитиме. Да. Зошто? Затоа што ДБК и службата, исто така, како и комисијата, се претворени во партиски милиции, кои вршат служба сега. Они не можат да размислуваат во таа смисла, има некоја логика, отварање, транспарентност. Туку ја вршат службата во партиско ликвидирање на политичките противници, до крај го прават тоа. Добро, јас ви благодарам.